Исправноста на расудувањето зависи од доследноста со која се применува било кој јазик. Логичките поими и операции не се однесуваат директно на еден физички објект или некој историски факт. Меѓу логиката и лингвистиката постои поврзаност со богата и долга традиција. Своите логички категории и принципи Аристотел ги извел од старогрчкиот јазик. Нормата или правилноста со која се занимава лингвистиката представува граматика, сложување со известна конкретна употреба на зборовите. Нормата или правилноста во логиката заснована е на можностите што им се иманентни на нештата кои се предмет на разговор. Според традиционалното сваќање на логиката, нејзин предмет на проучувањето се законите на мислењето. Денес психологијата ги проучува начините на кои навистина мислиме. Правилното и неправилното расудување во логиката не се однесува на начинот на кој мислиме. Логичката нужност се изразува во релацијата на следувањето. Исказите и принципите кои ги проучува логиката не се однесуваат на ниту една конкретна област. Ако една логичка релација се појавува во математиката, таа не е предмет на математиката. Математиката не се интересира за материјалната вистинитост на аксиомите и теоремите. Логичкиот доказ се состои од релацијата еден исказ нужно да произлегува од други искази. Со логичките методи не се решава дали аксиомите се вистинити, но се решава дали теоремите се логичка последица на аксиомите. За логичарот и математичарот Алфред Тарски, математиката представува содржина на логичките законитости. Кога се изучува логиката, всушност се изучуваат можните структури на безброј конкретни ситуации. Науката би можела да се дефинира како трагање по ред, систем, непроменливост во разноликоста и промените. Логиката е поврзана со посебните науки. Поимите, принципите и законите на логиката се применуваат во сите посебни науки.